Една од иницијативите на локалната власт во Кочани е да се обезбедат услови за унапредување на тенисот, посебно за изградба на терени кои ќе овозможат продолжување на периодот во кој ќе може да се тренира и игра. Можност да се добијат нови тениски игралишта е преку проектот на Агенцијата за млади и спорт, која во неколку градови во државата веќе реализираше дел од планираните активности. За сега непознато за јавноста е дали и Кочани планира да побара вклучување во проектот, заради што беше поставено и советничко прашање. Во услови кога не располагаме со затворени тениски терени, мислам дека вакви еден, а уште подобро и два нови тениски терени би овозможеле да се користат и во текот на зимскиот период, кога временските услови тоа би го дозволувале. Значи кога нема дожд, снег, па мислам дека нашите деца кои што тренираат на овие тениски терени не би били инфериорни во однос на своите врсници од Штип, Велес, Струмица, Скопје, Прилеп и Битола, каде што тие тренираат во текот на целата година, за разлика од кај нас, каде што овие терени во периодот од ноември до април се во употреба, бидејќи се од земјана подлога. Позитивен одговор на прашањето на советникот Арсов стигна од општинската администрација. Од општина Кочани е покрената иницијатива, односно апликација за конкурирано до Агенцијата за спорт и млади за можност за изградба на тениски терени во општина Кочани во 100 тениски терени, меѓутоа се уште немаме одговор дека, а и немаме сознание дека се финансираат затворени тениски терени, бидејќи нашите сознание се дека се со тврда подлога. Со проектот на Агенцијата за млади и спорт е предвидена изградба на тениски игралишта со тврда подлога за надворешни услови, за кои е добиен и сертификат од Интернационалната тениска федерација. Терените се со инфраструктурни приклучоци, оградени со жичена мрежа и околу нив има пристапна патека изработена од бекатон плочки. Покрај тоа, тие ќе можат да се користат и во вечерните часови, бидејќи се осветлени со рефлектори.